Благодарам, господине Мисловски. Почитувани колеги пратеници, почитувам господине Макардули. Јас 13 дена чекаме да дојде и колегите нормално. Од опозицијата, не можам да кажам за колегите од позицијата, кои што не гласа оваа точка да биде прва точка на дневен ред. Се надеваме дека побрзо ќе биде ставена оваа точка на дневен ред и ќе расправаме тука како народни избраници за еден акутен проблем како што е загадувањето, но еве, после 13 дена ние разговараме, а претходно Советот за безбедност кај председателот на Република Македонија веќе расправаш и донесе конкретни заклучоци. Вие сте тука во улога на заменик министер и должни сте пред македонската јавност, не пред нас како пратеници, бидејќи ги знаеме одговорите, односно флоскулите, да одговорите на некои прашања кои што во меѓувреме не ги одговоривте. Право, зарем овој проблем не е толку голем, за да наместо вас како заменик министер, со целосна почит кон вас, не е тука министерот за локална самоуправа. Но тоа е ваш проблем. Јас ќе ја прашам вака. Кои се луѓето, односно политичарите, кои во претходниот период или претходните години го изјавуваат следно? Прво, на 20 декември, еден политичар или политичарка изјави вака. Предлагаме веднаш да се предвидат специјален режим за работа на индустријските постројки, кои што допринесуваат на вака големото загадување. А владата преку буџетот и вака создадениот фонд, се мисли дека вие ќе формирате фонд, практично да го субвенционира тој прометен режим на работа на индустријските капацитети. Ова е кажано на 20 декември 2013 година од еден опозицијски политичар. Од друг опозицијски тогаш политичар, а сега власт, вели вака: права, наидна, приоритетна, алармантна мерка за намалување на загадувањето на воздухот е итната промена на власта. Ова се мисли на ВМРО ДПМН кога беше на власт. И тоа е еден истакнат политичар. Еден исто така тогаш истакнат пратеник вели вака: втора работа, ова е последниот извештај од мерните станици кои работат. Например, ја земат Битола, вчера работеше, денес не работи. И денеска не работат мерните станици, а тој исти пратеник тогаш денес вели, или 2019 како заменик министер за екологија ќе каже следно. Тој изјави дека се мисли за заменикот министер. Со парите во 2019 година ќе бидат набавени нови инструменти за 18 постоечки станици за мониторинг. Внимавајте. 2019 10.000 домакинства ќе бидат приклучени на постоечкиот топлински оператор и оти ДДВ-та на испорачаната топлинска енергија ќе се намали на 18 на 5%. Дали е зголемен капацитетот на топлинскиот оператор? И зошто не е? И уште еден градоначалник, денешен, тогашен опозиционер, ќе каже: токму тоа го имаше предвидено во нашата програма на престојните локални избори, вели: гасификацијата ќе биде еден од приоритетните проекти во наредните 4 години. Таа ќе придонесе за намалување на загаденоста во општина Аеродром. И на крајот, легендарната аеродром ќе диши чист воздух. Ова се следниве политичари, еве за македонската јавност, ако не се сеќава, вие мислам дека добро се сеќавате. Еве ги насликава господава со медицински маски, Јани Макардули, Петре Шилегов, Дамјан Манчевски. Каква иронија! Какви се резултатите од мерките што ги презема овие тогашни опозиционери, сега 3 годишни луѓе кои што 3 години практицираат власт. 3 години скоро практицирате власт. Резултатите се следни. И перцепцијата на граѓаните и мислењето на невладините организации. Велат вака граѓаните на прашањето или одговорот на прашањето: дали сметате дека Македонија има соодветен пристап за справување со загадувањето? Не, велат цели 62,6%. Тоа е перцепција на граѓаните, вие може да се смеете колку сакате. Дали сметате дека Македонија има соодветен пристап, и тука прави споредба помеѓу јануари 2019 и јануари 2020. 26,7% во јануари 2019 кажале да, а не кажале, а да кажале во јануари 2020 18,1%. Битно е дека се намалува довербата на оваа влада или на граѓаните во оваа влада при справување со загадувањето. Да не зборам за одговорот не од јануари 2019 до јануари 2020. Вие практицирате или сакате да практицирате некои проекти како што се воведување на инвертор клими
бидејќи способноста, стручноста и компетентноста за некои други сигурно немате, и воведување на електрични тротинети. Еве што ви кажуваат граѓаните во однос на инвертор климите и нивната способност да ги користат истите. Вели, дали може да си дозволите грејење на струја? Инвертор климите се на струја. Не, велат цели 69,6%. 70% од граѓаните, иако вие тоа го предвидувате, не се во состојба да ги користат тие инвертор клими. А да не зборувам за невладините организации со кои рамо до рамо шетавте низ улиците на градот Скопје и низ улиците на сите градови на Република Македонија и ги манипулиравте граѓаните на Република Македонија. Тие велат вака денес велат вака. Не е реализирана ниту една мерка од владиниот план за чист воздух и велат дека е доцна. Оваа влада, оваа владеачка гарнитура и ќе загуби целокупниот, апсолутно целокупниот кредибилитет што го имаше во однос на справување со загадувањето во градот Скопје и во другите градови на Република Македонија. Еве денешните резултати. Во Бисер мерните станици покажуваат 155 загаденост, 175 PM микрограми PM10 честички на метар кубен. И да не ги зборувам за Реонски, за 11 октомври, за Карпош, за Гази Баба и така натаму и така натаму. Скопје дефинитивно и другите градови во Република Македонија се едни од најзагадените градови во светот. Јас ќе ве прашам следно. Секоја година собирате деночните обврзници од граѓаните на Република Македонија близу 180 милиони евра. Само 10% од тие ги користите за животна средина. Ставката е животна средина. Кај ви се другите пари, господине Јани Макадули? Го прекинавте проектот за садување на дрвја, оној масовен проект. Кој друг вие убедовте? Тук таму некој за садување заради пиар програма, да може да се сликате, сега додуше ги немате овие медицинските маски, но апсолутно ништо друго од тоа не направивте. Зошто ги намаливте, внимавајте, зошто ги намаливте давачките за Петров коксот? Зошто ги намаливте? И овозможивте овој реагент да се употребува во индустријските капацитети. Ама сега, стручните луѓе и јавноста знаат дека овој нафтен кокс не се употребува само во цементара или во Максил, се употребува и во цигланите. Затоа е Струмица еден од најзагадените градови во светот. Затоа е Струмица еден од најзагадените. Ова веќе го знаат граѓаните и затоа, апсолутно затоа не ви веруваат. Тоа не го кажавте во вашето излагање на овие дебатни емисии. Ветивте и дисперзионен модел со кој што ќе го определувате составот на частичките и не го воведовте. Зошто не го воведовте? Тоа е еден круцијален момент кој што треба да се воведе, за да се знае составот на тие частички, од составот ќе се знае изворот каде е и ќе се реагира на изворот. Не вака паушално инвертор клими и електрични тротинети да правите. Но сигурно во прашање е нешто друго. Во прашање е најверојатно нестручност, а уште повеќе одредена коруптивност со која што е позната оваа влада. Граѓаните веќе на големо зборуваат. Наместо вашата девиза план за чист воздух, вие имате сега преобразена девиза или преформулирана план за ист воздух. Не и верувате на мрежата која што го мери загадувањето. Како може да не и верувате? Па цел свет и верува, цела Европа и верува, цела Полска и верува, цела Чешка и верува. Како може? Тоа се навистина индикативни мерни инструменти. На сите индикативни мерни инструменти и верува цел свет. Точно едно, ќе кажете вие после, точно едно, дека ти имаат отстапки од 5 до 10%, максимум 10%, и ќе ви кажам зошто е таа отстапка. Затоа што ги мерат и оние во време на влага, или во услови на влага, ги мерат и оние влажни цврстни честички, кои што ги ставаат во оние PM10 честички или други цврстни честички. Тука е проблемот со тие 5 до 10%. Но и овие мерни инструменти имаат коректори и може да ја коригираат својата точност. И еве ќе ве прашам конкретно. На кои мерни инструменти верувавте? 2016 или сега и верувате 2020 година? Кој носи паника кај населението? Дали вие во 2016 година или сега пак вие во 2020 година? На основа на тие резултати вие стававте медицински маски и тука одевте по градовите на Република Македонија и сеевте магла дека некој од ВМРО ДПМН е почнал загадувањето и ВМРО ДПМН е најголемиот причинител на загадувањето. Еве 3 години помина. Една соодветна мерка немате направена. Една. Ветувавте топлификација. Каде е? Раширена ли е мрежата за топлификација во градот Скопје? Раширена ли е? Која населба во градот Скопје е гасифицирана? Устата полна ми беше со зборови гасификација. Каде е гасификацијата? Каде е гасификацијата?
Која е вашата кредибилност сега вие тука баш вие да дојдете и да го браните оваа тема? Затоа што вие ќе дојдете и ќе кажете тивко. И јас ви кажам затоа што ова е мислење и ова е повик од граѓаните на Република Македонија кон вас лично. Бидејќи вие шетавте низ улиците на градот Скопје. Вие шетавте, никој друг не шета, ама сега се трујат сите граѓани, и вие, и ние, и оние што гласале за вас и за нас, и оние што не излегуваат на гласање. Полни се клиничките центри. Кај ви се електричните автобуси? Кај ви трамвајот? Каде се? Тоа во кампања ќе ги пуштите и ќе се провозите со нив. Како што вели еден граѓанин, вели во Мерцедес сега набави, ќе прават еден нов модел на автобус Мерцедес, и тој ќе биде специјално за владата на СДСМ во предизборието, ќе го возат Мерцедесот. 350 автобуси, тие ги критикувате со Евро 5. Дизел мотори се набавија 2012 година и тоа не ви чинеше. Па сменете ги, сменете ги во електрични. Значи, набавете електрични автобуси. Направите смена на возниот парк. Ништо не сте направиле за јавниот превоз, а ветувавте се и се што само да се доберете до власт. Господјата Поповска кажа во комисиската расправа: имате институционална неспособност. Институционална неспособност која се темели на нестручност, на незнаење и на несакање. Немање желба. Добро е да се шетаме или да се шетате со авионите по светот, но треба тука да се сработи. Треба да се сработи. Треба да се направи проект. Ако веќе трамвај се замислиле да го направите тој трамвај. Ако се замислиле да го обновите возниот парк со електрични автобуси, набавете ги. 3 години поминаа. Тука владата мора да интервенира. Да не зборувам за оние регионални центри за складирање на отпад. Каде е тој од североисточниот регион? Ви се остави на тацна. Единствен проект. Граѓаните не може да се сетат на влада на СДСМ независно до 98, од 2002 до 2006, па и сега овие 3 години, кој што проект на вистина е сериозен и ќе допринесе за заштита на животната средина. И прстот го вперувавте тогаш во ВМРО ДПМН. Тој ВМРО ДПМН кој што го направи ова министерство во кое што вие сега сте заменик министер. 99-та е формирано. Зошто 98 не го направивте? Зошто не го направивте? Доријанско езеро се подсмевавте со тој проект. Цел регион го оживеа. Цел регион, вие се подсмевавте, вие бевте празник тогаш. Кој проект од 2002 до 2006 вие го средите? Освен јеловиштето што хаваријата во Каменица, па после требаше новата влада 2007 подхитно да го решава. Вие ќе сте го решили рек Битол. Десулфуризација до каде е? Зошто ви пропадна тендерот? Фирмите што требаше да го добијат, не го добија. Подизведувачите не го добија. До 2022 ќе добива рек Битола, не знам, лиценца или како се не. Па уште треба да го направите новиот тендер. Па 2 години таа е инсталацијата на тие инструменти. Зошто ова го правите? Зошто пак се уште манипулирате со интересите на граѓаните на Република Македонија, со здравјето на граѓаните на Република Македонија? Кажете ми еден проект. Зошто имате од 2000 до 2005 целосна власт во локалните самоуправи во градот Скопје и градоначалникот на градот Скопје беше вас? Еден автобус не купивте. Едно возило за комунална хигиена не купивте. Едно. 59 ги купи комунална хигиена со Коце Трајановски. 59 современи возила со кои што се чистеше градот Скопје и општините во градот Скопје. И вие зборувате за животна средина, и вие зборувате дека ќе се борите, значи на крајот од мандатот, тие уште употребуваат. Ќе направиме програма, ќе направиме физибилити студија, ќе направиме не знам какви проекти, а времето одмина, ние сме вака на 60 дена пред нови парламентарни избори. Да не зборувам за дуповите, да не зборувам за градбите кои на широко ги етаблиравте како термини во политичкиот речник во Република Македонија. Поминете од крстот во насаба Лисиче, по Трета Македонска и дојдете до Корчагин. Да видите и од лево и од десно се гради. На оспорени дупови пред Уставен суд, од левата страна ке бивша Леснина веќе никнуваат деветокатници. Во Мичури, во тесното градско ткиво, каде што е куќе до куќе, гледам 2-3 зградички веќе никнуваат. Срамота. Во Реонски центар кај што живеам, 3 нови згради, а рековте нема да градите. Рековте нема да зградите. Маџир Мало, нови згради. Расадник, 100 нови згради. Ветивте и излажавте зградата пред мајчин дом, нема да ја градите. 9 катница, лепотица. И вие сега доаѓате и ова СДСМ и ова владеачко мнозинство ќе се грижало на крајот од мандатот за животната средина
и за здравјето на граѓаните на Република Македонија. На крајот ќе завршам. Било и да не се повтори ваква манипулација со интересите на граѓаните на Република Македонија нити имало, нити ќе има. Ви благодарам. Благодарам.